кратка презентација на нашето училиште. Значи, најпрво ќе започнеме со текстилната струка, потоа презентираме неколку предметни наставни што ги изучувате во вашето понатамошно образование. Се надевам дека вие сега завршувате чекор што се мери од вашиот живот, го завршувате основното образование и понатаму треба да продолжите и се наодиете на една простосница каде понатаму. Затоа ние што можеме ќе ви понудиме да нашето училиште. Ќе бидеме во кабинетот по англиски јазик, хемија, биологија, информатика и хемиско-технолошката струка со нашите продукти, значи ти почесто ја сложите вашите учениците и текстилната струка. Од 23 и едната група ќе одиде со две оделенија за две оделенија. Училишните програми се прилагодени за потребите на учениците и офаќаат широка понуда на теоретски практични знаења, како и предуслов за постигнување на успешна професионална кариера. Имаме стручни и општо образовни предмети. Подобрува успехот од основното образование. Зошто? Заради тоа што ние почнуваме тука од нула, што се однесува од стручните предмети и да не знаеш математика за да бидеш добар текстилец, не ти многу не треба или било кој друг. А не значи дека нема да научиш. Ќе научиш. Не значи ако се дадат тие 3 години на машините дека мора да е фабрика. Може да се запише на. Може да се запише. Каде сакате? И многу од нашите ученици поранешни завршија. Кога ќе заврши средно стручно образование прехранбениот техничар. Завршеното стручно образование им овозможува на учениците да се вработат во погони за производство на леп и бели пецива во кондиторската индустрија при производство на шекер. Под кондиторска индустрија се подразбира производството на чоколади, бомбони и други свакти нешта. При производството на вино, пиво, сок и други пијалаци. Во гостителската организација, во пекари, во млекари и во скалишта за прехранвање. И не сме со рака да се заќат и да ќе прави изгореници. Затоа гледате дека јас со пинцета го држам. И погледнете го сега свежиот пресек на натриум. Кога велиме сребрено-бела боја, се мисли на таа боја. Инаку, состојањето на воздухот малку поцрно. Значи, погледнете што се случува при реакција на натриумот и водата. Затоа не смееме да го чуваме во вода, во просторија со влага, гледате, дека се само запалува. И на крајот, дури и искрифат. Софтверските апликации Word, Excel, значи тоа што веќе сте учеле во основно. И во прва година се воведува една нова тема која што се вика програмирање во C++. Значи прв пат во прва година се запознавате со процесот на програмирање. Втора година веќе се учи друг предмет кој што се вика на програмата Photoshop и Vectorian Giotto програма за анимација. Исто така втора година се учи јазик за дизајнирање на веб страни. Се учи јазик од HTML. Се учи исто така тема for you. What could be Photoshop for you today? Who is your English teacher? No? My name is Lisa. I'm an English teacher. Okay. I hope you will come here to study in our school. I need, Professor, I need to read some of the students to read some of these fortune cookies. The message. Let's count from 10 to 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, now I have your attention. So who wants to break the ice to read the fortune cookie? Yeah? Please, Anton, would you like to? Oh. Just yours. Just yours, yes. Friendship is worth more than all the gold in the world. Okay, so what does it mean to you? Huh? What it says. Okay, can you give an example? How can you relate it to everyday life?
If you don't have friends, you don't have a life. Yes, you're right. Okay. And respect your friends every time and support them and be there when they need you. One more student? Please? Yes? You light up the room. Your friends are here, yes? So, is it true? When he enters the room, there is a sunshine, a lot of. That's in your... Еве, денеска училиште да го одбележува патрониот празник преку промоција на потенцијалите на гимназијата пред учениците, што конкретно представивте пред идните средношколци? По повод патрониот празник на училиштето, поточно славиме 57 години од постоењето на нашето училиште. За прв пат замисливме презентацијата од основните училишта да биде во склоп на нашето училиште, за таа цел учениците да видат што се изучува и како се работи кај нас. Ја промовиравме текстилно-кожарската струка и хемиско-технолошката струка, а од гимназиското образование учениците да видат како се изведува настава. Се промовираше наставниот предмет англиски, хемија, биологија, информатика и тоа е, да. Конкретно кај предметот англиски, што ги им прикажете? Веќе неколку групи ученици помина преку запознавање, преку игра, затоа што част по англиски обично така се организира со комуникација. Колку што имавме време, околу 5 минути, значи отидовме со разни пораки, што денес може да очекуваат од нивниот ден, учениците интересно им беше. Поразговаравме за што очекуваат, какви се нивните претензии кога е во прашање англискиот јазик, доста добри се, благодарност до наставничките во осмолетките, стварно се подготвени. Па ние ќе се трудиме овде да ги надоградиме. Понатаму програмата продолжува во 18 часот. Нашите ученици имаат своја собствена ликовна галерија, која што ќе биде отворена во 18 часот со нивниот професор и тоа ќе биде под наслов Делчево некогаш. Во 19 часот исто така имаме многу академија, на која ги покануваме сите наши сограѓани да дојдат да присуствуват, да видат како нивните драги деца ја презентираат гимназијата и што се имат научено. А со тоа не завршува програмата, веќе утрешниот ден во сабота го продолжуваме со во 10 часот полагање на цвеќе на патронот пред гимназијата Метиски Прицо. После тоа имаме спортски надпревари во 9 и во 11 часот и имаме презентација на прехранбени производи од нашата прехранбена паралелка, која што се поканети нашите гости да присуствуват, да видат што се нашите ученици можат да произведат, а со тоа ќе направиме една убава презентација на овој вид на смер во гимназијата. Сега малку за патронот, од ова училиште излега многу видни личности и секогаш ова училиште било пример дека од тука има квалитетен кадар кој подоцна знае да остави свој белег како на државен план, така да кажем, да бидат видни личности во државата. Уште од 61 година како почнува да функционира гимназијата, како средно училиште, тоа е единствено средно училиште во градот Делчево. Излегнале многу голем број на кадри кои што денеска представуваат и ја представувале нашата општина, а во исто време представувале и во многу органи, државни органи. Не би сакал сега да ги набројувам затоа што се многу бројни, но сакам да кажам дека гимназијата е еден расадник на квалитетни и способни кадри кои што во исто време сите ги поздравувам, им посакувам многу здравје и среќа и живот понатаму, а во исто време да соработуваат со нас и ако се во можност да дојдат да ја посетат нашиот патрон празник. Веќе има некои мерки кои ги воведувате во гимназијата за да го задржи тој добар углед што го има, еве како ќе продолжите во иднина што поголем број млади тука да останат да... Па ние го збогативме баш тој аспект на соработка со основните училишта, соработка со родителите, соработка со бизнис секторите,
соработка до највисок степен со сите оние институции кои што можат да помогнат и во исто време се вклучени интензивно во активности на гимназијата. Многу им благодарам на сите институции кои што влегоа во програмата на гимназијата, почнувајќи од полицијата до царината, па во исто време бизнисмените многу се ангажираа во врска со активностите на гимназијата. Сето тоа ни дава за право да кажеме дека нешто се случува добро, а во исто време една соработка многу поголема, комуникација помеѓу самите професори, контактите. Тука многу повише треба да се работи, затоа што знаеме дека еден од главните столбови за понатамошниот правилен развој на гимназијата и квалитетниот професор кој што ќе дава квалитетни ќе принесува квалитетни информации до учениците.